Имам посебно задоволство и чест како поранешен универзитетски професор, но побитно како поранешен студент на Правниот факултет Јустинијан I, да го прославам заедно со вас 70 годишниот јубилеј од неговото основање. Правниот факултет во Скопје е вграден во темелите на современата македонска држава. Од овие аули потекнуваат луѓето кои учествувале во обмислувањето на правната, институционалната и политичката архитектура на државата. Правниот факултет Јустинијан I е алма матер на генерации правници, адвокати, судии, политолози, новинари и политичари кои оставија неизбришлива трага во нашиот правен и политички систем и воопшто имаа влијание врз демократскиот развој на земјата. Со децении, дебатите за значајни општествени теми на Правниот факултет ја формираа насоката по која се движеше нашата држава и пред, а особено по независноста. Факултетот е јадрото од кое произлегува и многу познати и признати активисти за човекови права и слободи. До пред 10 години патрониот ден на Правниот факултет беше 10 декември, меѓународниот ден на човековите права. Како главен носител на одбележувањето на овој ден, факултетот и понатаму секоја година не подсетува дека човекот не постои заради државата, туку дека државата со сите нејзини институции, прописи и политики е создадена заради човекот. И дека морална обврска на секоја современа демократија е да го почитува вроденото достоинство на секој човек. Правниот факултет беше и еден од пионерите во европските образовни реформи кај нас. Преку Болонскиот процес, Европскиот кредит трансфер систем и програмата Еразмус Плюс, Правниот факултет има возможи на студентите да бидат дел од единствениот европски образовен простор, да ги предлабочуваат своите знаења и да добијат нови вештини на европските универзитети. Факултетот има плодна соработка со бројни високообразовни институции и установи во Европа и светот и членува во неколку важни меѓународни асоциации, меѓу кои е и мрежата на правни факултети на Југоисточна Европа, SWLC, што веќе 10 години ја продлабочува регионалната академска соработка и преку која факултетот се има вклучено во значајни меѓународни истражувачки и образовни проекти. Имајќи го во предвид неговото долгогодишно постоење во времето и академските достигнувања, Правниот факултет Јустинијан I се етаблираше како еден вид стандард во областта на високото образование кај нас, особено во сферата на општествените науки. Почитувани сведоци сме дека новото време донесе и нови големи предизвици и во областта на образованието. Првиот предизвик е се понагласената конкуренција меѓу различните академски дисциплини. Во времето на четвртата индустријска револуција, се повеќе млади луѓе, не само кај нас, туку и во светот, својата иднина ја гледаат во професиите што произлегуваат од природните и техничките наместо општествените науки. Пандемијата на COVID-19 само го засили уверувањето дека професиите на иднината се во сферата на новите технологии и дигиталните услуги. Вториот предизвик е конкуренцијата од другите, сродни факултети во странство. Дел од младите луѓе кои во 21. век се определуваат за политичките, правните или комуниколошките науки, полесно се решаваат да студираат на странските универзитети наместо кај нас, пред се заради полесен влез на пазарот на трудот. Понатаму генералниот и растечки проблем, предизвикан од депопулационите бранови, значи дека се помалку млади се запишуваат на Правниот факултет во Скопје, бидејќи се повеќе млади се иселуваат од државата. Долгогодишните проблеми со надолните трендови на вложување во високото образование, структурната невработеност, хиперинфлацијата на дипломи, нискиот пласман на нашите универзитети на светските ранглисти се исто така дел од проблемот. Но убеден сум дека една од главните причини за намалениот интерес за студирање право, политика или новинарство кај нас е токму состојбата во која се наоѓа правната држава и медиумскиот простор. Изразената етнизација на политиката, партизацијата на институциите и честите примери на приватизација на јавниот интерес, изминативе децении доведоа до длабока криза на доверба
на граѓаните во државата, во правниот систем и во медиумите. Се помалку млади веруваат дека само со лични напори и посветеност ќе искачат скалата на успехот и ќе се реализираат во академска и професионална смисла. А кога луѓето ќе изгубат довербата во владењето на правото, ја изгубиле најсилната врска со сопствената држава. Почитувани присутни, големото наследство на правниот факултет Јустинијан I со себе носи голема одговорност. За да ја задржи својата релевантност, факултетот мора да ги адресира најважните општествени прашања на модерното време, поврзани со иднината на демократијата, владењето на правото, дезинформациите, функционалноста на институциите и борбата против корупцијата. Иако е неспорно дека интересот за општествени науки се намало и на глобално ниво, добрите закони, јавните политики втемелени во јавниот интерес и моделите на демократско владење се и остануваат да бидат од круцијално значење. Како една од водечките академски институции, од правниот факултет се очекува да промислува, да предлага, јавно да објаснува и да брани идеи и концепти кои ќе им помогнат на граѓаните подобро да ги разберат предностите од владењето на правото, навременото и непристрасно информирање и воопшто за значењето на доброто управување од денешниот глобален свет. Не смееме да губиме од предвид дека виталноста на демократијата зависи од демократската свест на граѓаните. Затоа мора да се фокусираме далеку повеќе во промоција на културата на диалог, меѓусебното почитување и граѓанското помирување. За да го постигнеме нивото на здрава демократија, нужно е да вложуваме во образование втемелено во демократски вредности. Верувам дека во градењето на столбовите на таа култура на демократијата кај нас, правниот факултет Јустинијан I ќе даде сериозен придонес. Имајќи ги во предвид неговиот интелектуален и академски потенцијал, немам никаков сомнеш дека правниот факултет може да придонесе за изнаоѓање на излезни решенија за многу од современите предизвици кои стојат на патот кон изградбата на праведно општество на слободни граѓани. Почитувани со ова мисла на самиот крај, дозволете да ви го честитам големиот јубилеј и да ви посакам уште многу години успешна работа. Благодарам.